Добар ден, добре дојавте назад. Повторно во ТВ училница. Сега е време да продолжиме со нашиот час за 6-то оделение. Тоа е по математика и тука е нашата наставничка. Добар ден. Добар ден. Спремни за математика? Спремни секогаш за математика. Денес со 600 оделенците имаме класификација на четириаголниците, ме ќе пуштиме таблата за пишување. Ова звучи многу комплицирано. Класификација на триаголници? Четириаголници. Четириаголници уште. Да, ајде вака да се подсетиме пред да почнеме со класификацијата на четириаголниците. Може ли да ми кажете кои четириаголници ги знаете вие? Квадрат. Така, квадрат, друг. Четириаголник, мислам четириаголник нормално. Како се викаше тоа вака? Правоаголник. Правоаголник, толку така. Нешто друго ви текнува? Ромб. Браво. Ромб. Ромб, толку така. Знам јас. А не ми текнува друго сега. Не, добро, затоа сме. Ги искористивме. Тие што ги знаевме ги кажав. Сите потенцијали ги Затоа искористивме. сме тука за да се подсетиме. Така е. А значи на минатиот час видовме класификација на многоаголници, кога зборувавме за класификацијата на многоаголниците, спомнавме дека едни од многоаголниците не се и четириаголниците. Денес ќе видиме како може да ги поделиме и четириаголниците во групи. Еве ќе пишуваме на оваа табла овдека. Само пушти ми го пенкалцето за Еве, ова мислам дека е запишување. вашето миле. Вака? може и малце потенко да го малце пишуваме, затоа што имаме потенко. поприлично запишување. По ред. Имаме се да ни собере тука. Вака ќе ставиме тука најгоре. Четириаголници. И вака сега. Првата група на која што може да ги поделиме четириаголниците е според паралелноста на страните. Односно, ако четириаголниците имаат два паралелни страни, тогаш станува збор за паралелограми. Паралелограми. Паралелограм. Добра брза зборка. Паралелограмот на периметарот. Ќе го намалиме уште малце пенкалцето за да може Повеќе да да ни собере. да ни собере повеќе. Ако сакате слободно може и да ја таблата можеме да ја користите и користиме. таблата. Ќе ни треба подоцната, Аха, затоа добро. сакав овде ќе го запишеме ова, на таа табла имам една табела. Во ред. Вака, значи, ако имаат два паралелни страни, тогаш станува збор за паралелограми. Ако имаат само еден пар паралелни страни, тогаш станува збор за трапези. И третата група, ако немаат паралелни страни, тогаш се нарекуваат трапезоиди. Еве ги значи трите големи групи: паралелограми, трапези и трапезоиди. Трапезоиди. И сега да видиме кој се ни спаѓа во секоја од оваа група. Во паралелограмите може веќе да ми кажете некој. Веднаш ромб, квадрат и правоаголник. Браво, Сите значи три. толкому така. Квадратот знаеме дека има два паралелни страни. Исто така и правоаголникот, тие ни се основните четириаголници со кои што се запознаваат учениците уште од прво оделение, значи овде може да ги ставиме вака веќе, дека тука ни спаѓа правоаголник. Правоаголник, квадрат и ромб. Правоаголник, второто кое што го знаеме, рековме, е квадратот. Третото е ромб. И сега ќе ви кажам и уште еден, тоа е ромбоидот. Ромбоид. Токму така. Ќе ни објасните Ќе ви разликата? објаснам, да, за секое, само да ги запишеме. Одлично. Може децата по дома да си ги запишуваат во нивните тетрадки. Токму така, додека- посебно затоа што лекцијата ја нема во учебниците за 6-то оделение, како лекција. Внимателно, дечиња. Значи, еве првата гранка што разгранивме, паралелограми. Тука пак спаѓаат правоаголник, квадрат, ромб и ромбоид. Правоаголникот сите знаеме како изгледа. Тоа е Така. вака со два паралелни страни и два еднакви страни. Да. Квадратот сите страни му беа Еднакви и паралелни. исти,
Така, и паралелни 2 по 2 и аглите по 90 степени им си на правоаголникот и на квадратот. А кај ромбот, сите страни се исти, значи тоа е заедничкото со квадратот, но нема прави агли. По тоа ќе го разликуваме. А ромбоидот, сега ќе видите дека иако не сте го знаеле дека така се вика, всушност ви е познат. А ромбоидот пак имаме, потсеќа на правоаголникот, имаме два паралелни страни и спротивните страни се еднакви, но нема прави агли. Тоа е разликата од правоаголникот. Ева го вака. И уште една работа овдека само ќе нагласам, дека кога зборуваме за паралелограми, вообичаено е, кога не е потенцирано за каков вид на паралелограм станува збор, вообичаено е да се нацрта ромбоидот, како представник на сите паралелограми. Зошто? Бидејќи, ако кажеме ромбоид со прави агли, од него веднаш може да го добиеме правоаголникот. А ако кажеме ромбоид со еднакви страни, од него може да го добиеме ромбот. И ако кажеме ромбоид со еднакви паралелни, го добиваме квадратот. Бидејќи од ромбоидот може да ги добиеме сите останати, затоа како заедничко за сите, кога цртаме паралелограм кој што не е потенцирано, значи кој паралелограм е, го цртаме ромбоидот. Често пати знае да се направи забуна, а ромбоидот да се нарече дека е паралелограм. Значи тоа е еден од видовите паралелограми. Сега е јасно. Одиме кај трапезите. Хајде. Трапезите, кажавме, имаат еден пар паралелни страни сама. Тука може да го разгледаме разностранниот трапез, како разностран. Еве како ни изгледа разностранниот трапез, значи горната и долната се паралелни, тие се нарекуваат основи. Од лево и од десно страните ни представуваат краци на трапезот и не се еднакви. Значи ова е разностран, сите 4 страни се различни. Имаме уште два вида на трапези, тоа се рамнокракиот, самото име ни кажува рамнокрак, значи ако овие две беа основи, а овие се краци, што велиме рамнокрак, тоа значи се еднакви. Токму така, краците ќе бидат еднакви. Значи рамнокрак. Значи обратно од рамностран. Вака. И имаме правоаголен. И тој ни кажува самиот. Самото име ни кажува што ме правоаголен, дека ќе имаме прави агли, односно каде ќе бидат правите агли, еден од краците всушност ќе биде нормален на основите. Еве го како изгледа тоа. Така. Значи овој крак овдека е од агол од 90 степени и со горната и со долната основа. И ни останаа уште трапезоидите. Трапезоидите, кажавме, немаат ниту една паралелна страна. Како посебен вид на трапезоид ќе го разгледаме делтоидот. Познато ви е вака делтоид кога ќе спомнам? Како име, да, но ама не ви текнува која е формата, да, така и сега кога ќе ја нацртам ќе видите колку всушност сте знаеле и за делтоидот. Значи посебен вид овдека ќе го разгледаме делтоидот. Делтоид и погледнете всушност за која како баклава на карта. Леталото, баклава, се едно. Значи, еве, сепак го знаете и делтоидот, само не сте го слушнале математичкото име. Така, сме го заборавиле. Сте го подзаборавиле, токму така. Значи, сега имаме веќе класификацијата на четириаголниците во трите групи. Паралелограми, трапези, трапезоиди. Два паралелни страни, еден пар паралелни страни и немаат паралелни страни. Така. Кога веќе вака ги поделивме, сега ќе одиме да направиме една табела за да ги разгледаме малку подетално својствата на секој од овие. Може да цртаме на оваа, така? Да, се разбира. Синото или имаме црно за да биде потемно? Има и црно. Имајте го црното тамо. Само да не е перманентен. Не, сите тие се Да, добри. овие се за табла, така што слободно може да пишувате со нив. Овде ќе ги ставиме четириаголниците. Тука бројот
на прави агли. Потоа еднаквост на страни. Паралелност, значи ова е знакот за паралелни прави. Паралелност на страни. Ќе разгледуваме и оски на симетрија. Вака за почеток како ни е даден тука квадратот. Тоа ќе го земеме правоаголникот. Ајде после ќе ги допишеме останатите да почнеме. Да, може. Квадратот, што кажавме? Има број на прави агли 4. 4. Сите му се прави агли, значи ќе имаме 4 прави агли. И еднаквост. Еднаквост на страните? 4. 4 еднакви страни имаше. Паралелност на Две. страните? 2 по 2 се паралелни. Да. Значи 2 по 2 спротивни. А оски на симетрија? 4. Видите, токму така 4. Што беше оска на симетрија да се подсетиме? Триаголот. Значи, еве ни го квадратот. Линија која е оска на симетрија ни е права линија која што ја повлекуваме да го дели квадратот на два еднакви дела. Значи може да повлечеме вака по вертикала, можеме една. по хоризонтала, тоа е втората, и од едното спроти другото теме по диагонала, бидејќи сите страни се исти, третата и од другата страна четвртата. Значи ќе има 4 оски на симетрија. Правоаголникот, што спомнавме, ќе има Број на прави агли исто 4. исто така ќе има 4, Еднакво но со страни сега две. нема Две. 4 така 2 по 2. Да, 2 по 2 спротивни. 2 по 2 спротивни страни, паралелни исто, две. како и квадратот. Оски на симетрија сега нема да бидат 4, токму така ќе бидат 2, само по вертикала и по хоризонтала. Значи ќе имаме 2 оски на симетрија. Ајде одиме со ромбот. Ромб. Кај ромбот имаме прави агли? Не. Нема. Значи, Немаме. нула прави агли. Еднаквост на страни? 2. Сите се Сите, кај ромбот беа сите. Така. Значи 4. Така. Паралелност на страни, паралелност на страни 2 по 2 спротивни. Така. И- Оски на симетрија исто 4? Не, 2 заради тоа Две. што немаме прав агол. Немаме. во ред. Потоа ни иде ромбоидот. Дали ромбоидот има прави агли? Нема. Не. Нема. Еднаквост на страни? Има, ама 2. Две. Така, две. 2 по 2 спротивни. Така. Паралелност на страни? Исто Сите се така, паралелни. 2 по 2 по 2. 2. Оски на симетрија сега исто ќе има 2, така? Не, Ана, нема да може да има, бидејќи немаме еднакви страни. Да, немаме ниту еднакви прави агли. страни, да. Потоа ни доаѓа разностраниот трапез. Дали тој има прави агли? Нема. 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 Еднаквост на страни? Разностране нема. Нема. Значи може да ставиме 0. Паралелни се 2. Паралелни, така, спаѓа во групата со по... Односно, еден паре, Да, кога ги еден гледаме. Еден пар паралелни страни. И оски на Оски на симетрија нема. симетрија нема да има разностраниот. А што, доколку земеме сега рамнокрак, Рамнокрак. Нема. Тој нема прави прави агли. агли. добре. Еднаквост на страна Има има една. две се Така, Така. краците, значи Краците. имаме еден пар. Еден пар. две, Една или две да. страни, односно краците. Така. А паралелност Нема. има две. Да, Има горна, две, основите, горе-долу, горната да. и долната, значи
паралелност на страни, еден пар паралелни страни ќе имаме. И сега веќе оски на симетрија, една ќе имаме по вертикала, бидејќи левата и десната страна се исти. Одиме со правоаголниот трапез. Прави агли. Еден или два? Два, Горе? така, затоа што кракот е нормален и на горната и на долната основа, бидејќи основите се паралелни, па автоматски што на едната и на другата. Значи ќе имаме два прави агли, еднаквост на страните. Нема да имаме еднакви страни тука. Паралелно имаме еден пар, горната и долната, и оски на симетрија нема да има, бидејќи се различни страните и ни остана уште делтоидот. Број на прави агли немаме. Еднаквост на страни имаме 2 по 2, така? Така, горе кратките, левата и десната се еднакви и долу долгите се еднакви помеѓу себе, значи еднаквост на страни имаме 2 по 2 соседни овде. Така. Значи кај правоаголникот и кај ромбоидот спротивните беа еднакви, а овдека ни се соседните еднакви. Да, ама затоа паралелни Паралелни немаме, така. И оски на симетрија, една по вертикала може да повлечеме, така, бидејќи она што ни важи за делтоидот, освен што се ова и оваа страна еднакви и ова, автоматски овој агол овде и овој агол овде се еднакви, па кога ќе повлечеме по вертикала, добиваме овој агол и овој се исти, страната со страната иста и оваа со оваа страна иста, значи добиваме и лево и десно иста фигура. Одлично. Ако имаме уште време, можеме да пуштиме еден линк. Како? Каде да се наоѓа? Само да видим. Еве го. Ајде да вратиме се. Вакаме се опет на вратика. Само да опатим. Некогаш. Ете го. Само се префрлам за да гледам. Не дали можеме да... Подиме надале уште? Не, ова е тоа што ни треба, само гледам дали може да го пуштиме цело до само тоа на екран, меѓутоа. Не, добро, да почекаме само. Опција. Не е уште активно. Значи вака не е симнато како не е на интернет затоа. Значи отворено е како слика, не е линк на интернет. Може вака, го имам линкот интернет, само пушти ми иконката за. Еве го интернетот е уклучен веќе, така да би требало тоа да. Не е тоа. Ај вака ќе пробаме. Ајде. Тастатурата за пишување може да пуштиме. Сега ќе ја најдеме. Еве. Ете. Само мора прво да стиснете горе на тоа. Па сега. Сега се пишува. Одлично, Цвенштајн. Интересно е колку овие триаголници сум ги заборавила. Многу форми, многу Ги агли. среќаваме цело време ги гледаме, ама сме заборавили дека се вика ромбоид. Има толку имиња, за толку многу различни. Делтоид, квадрат, правоаголник, ромб, ромбоид, разностран трапез, рамнокрак трапез, правоаголен трапез и делтоид. Мислам дека пак ќе ги заборавам искрено. Шеднаш, квадрат, правоаголник, ромб, ромбоид, разностран трапез, рамнокрак трапез, правоаголен трапез, делтоид. Да тргнеме само тастатурата, добро. Еве, сега ни е активно. Еве вака. Значи имаме овдека на цртежот дадено еден круг. И на него имаме дадено 8 точки кои што се на еднакво растојание. Така? Со помош на точкиве, ајде да формираме некои од денешните четириаголници. Аха, може. Еве, можеме линија по линија, можеме и веднаш ако кликнеме овде, самиот ќе ни црта, еве ќе ви покажам само за една. Овде и овде, ако поврзам, тука,
И тука, што добивме? Квадрат. Квадрат. Ќе се обидете сега вие да составите некоја? Да. Некој од четириаголниците? Еве можете да смените боја за да се разликуваат. Аха. На било кој од следното ќе биде во ете, тој ќе ни биде зелен. Добро. 1, 2, 3, 4. Така, еве Ана ни нацрта Рамнокрак трапез. Браво, почнавме да ги препознаваме. Така е. Да. Еве сега јас. Ова пак е квадрат, некако, бидејќи... квадрат е. Ама Или- ако биде, например, Јас Еве. сакав да направам ромб или нешто така. делтоид, Аха, браво делтоид, Ана. браво. Ана направи веќе делтоид. нешто денес сум многу паметна така учителка за тоа. Уште нешто? Ќе се обидете? Што да правиме? Може да пробаме ромб, например. Ајде еве, а вака, за да не ни се измешаат, ќе ги избришеме овие претходните, Така. да пробаме да направиме правоаголник, може? Правоаголник? Може? Ајде, ајде. Ајде. Само кликни на некој од боите. Така. Зафркнато. Вака, кој е Ајде, квадрат? ајде, пробај. Така, 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 добро. така. Не. Добро, направивме еве трапезоид, може да го Трапезоид. видите и ова? Да, може. Еве, трапезоид. Немаме паралелни страни и немаме еднакви. Ми текна. Добро. Ми текна. Се пак го изгубив. 1, 2, Така. 3. Не, пак го изгубив. Не, триаголник се направи. Добро, ништо страшно. Ајде. Може би ова. Мисле дека стиснав два пати. Да, што? 1, 2, Така. 3. Само На обратно редоследот мора да се Мора да се внимава на Така, редоследот. сакаше ова, Тоа сакав. ова и да. ова. Еве Еве. го. Тоа го сакав. Добивме правоаголник. Океј, одлично, интересно е вам. Многу ви благодарам, наставничке. Ние може да одиме со еден краток джингл и повторно се вратиме на ТВ училница. Што имаме следно? Следно имаме повторна математика. математика. Повторно математика. Втора математика, но за 7 оделение. Да. Така. Супер, се гледаме за кратко. Останете таму.